Оке, благодарам. Тоа што го прави ВМРО ДПМН во последниот период, последната недела-две, е чисто лицемерие и фаќање приклучок кон процесите кои што се одвиваат во државата. Ако вратиме назад, може и да забележиме дека ВМРО ДПМН беше и против зголемување на минималната плата, со образложение дека тоа ќе значело отпуштање на вработени или останување на луѓето на улица без работа. Кога видоа дека и со зголемена плата бројот на невработени се намалува во нашата држава, веќе фаќаат приклучок и тие во последниот период ја поддржуваат минималната плата, наводно ја поддржуваат. Во врска со платите на наставниците и стручните соработници во основно и во средно образование, тоа што го прави ВМРО ДПМН уште еднаш потенцирам дека е чисто лицемерие, чиста дволичност. Една година блокираат закон во собрание со кој платите на наставниците и во основно и во средно образование ќе бидат усогласени со порастот на минимална плата. 10 месеци тоа што го прават, 10 месеци што ја блокираат работата на Комисијата за образование, ќе значеше повисока плата и во овој период за наставниците. Со порастот сега на минималната плата, таа дополнително ќе се зголемува. Сега ВМРО ДПМН, за да фати некаков наводен приклучок, пушта нивни предлог закон со мала измена, мислам дека измена, или се надевам дека таа измена заради измена, за да направа некаква разлика, а ако не е така, тогаш уште еднаш покажуваат дека тие не излегле од онаа стара матрица да ги држат вработените во образование, наставниците и во основно и во средно образование, под притисок на партијата, односно како што ги користеле во минатото за партиски протести и контрапротести, да ги користат и денес. Иначе законот предвидува наставниците кои што засноваат и првпат работен однос во училиштата, тоа да може да го направат на неопределено време. Третата работа која исто така сакам да ја спомнам, тоа е наводната нивна грижа за зголемување на пензиите. Кога во јавноста се отвора темата пензии, кога владата, економскиот сектор во владата, економските министри работат со фондот за пензиско инвалидско осигурување, работат со сите засегнати страни, кога се отвора и кога веќе се е јасно и се знае дека пензиите ќе растат, тие денес покажуваат некаква наводна грижа и пуштаат предлог за покачување на пензиите. Очекувам дека тоа ќе го прават и во следниот период со други законски решенија, но уште еднаш ќе ја покажат нивното лицемерие и нивната дволичност. Да, значи вчера имаше изјави од владата, во процес на разговори се, пресметките се прават, пензиите ќе бидат зголемени, во најскоро време ќе излеземе со точните пресметки, ќе кажеме колку ќе биде тоа зголемување. Кога веќе се спомнуваат и цените, и порастот на цените, посебно на енергенците, тоа што не зависи од нас како држава, и во делот на електричната енергија, меѓутоа и во делот на горивата, го следиме и растот на потрошувачката кошница. Ако земеме да вратиме назад, например, во претходниот период или во периодот на владење на ВМРО ДПМН, за покривање на потрошувачка кошница или синдикална кошница на едно 4-члено просечно домаќинство, македонско домаќинство, беа потребни 4,5 минимални плати. Денес веќе доаѓаме дека со 2 минимални плати се покрива синдикалната кошница. Во таа намера и во таа насока ќе продолжи покачувањето на пензиите, затоа што сите треба да бидеме солидарни, да излеземе во пресред на граѓаните, да ја пребродат оваа економска наметната криза од надвор. Благодарам.